Нерасчистен имотно-правни односи привремено ги прекинаа градежните работи на автопатот Штип Миладиновци. Ова го констатирала новата влада, откако проверила зошто на автопатот кинеската компанија Сине Хидро веќе неколку месеци не работи. Застојот на работата на автопатот, кој според најавите требаше да биде готов, бил тема на разговори меѓу премиерот Зоран Заев и кинеската амбасадорка Лин Лисје, а најавена е итна средба со менаџментот на компанијата изведувач. Автопатот Штип Миладиновци, чија изградба почна во 2014 година, беше еден од приоритетите на претходната влада, а како проект од капитално значење е ставен во програмата и на сегашната. Според проектот, автопатот е содржина од 47 километри, широчина од 23 метри, а првичната вредност беше 208 милиони евра, пари кои државата ги набави како кредит од кинеската Ексим банка. До сега целата траса е пробиена, а се асфалтирани само 11 километри. За сега е неизвестно кога и под кои услови ќе продолжи изградбата на автопатот, кој беше прв во овој дел од државата од незиното осамостојување. Сепак, некои првични калкулации одат во насока на тоа дека за исправање на овој проблем, како и за промашената траса на автопатот Кичево-Охрид, државата ќе треба да издвои нови околу 100 милиони евра. Во меѓувреме, специјалното јавно обвинителство покрена предистражни постапки за начинот на водење на тендерската постапка. Траекторија се води против 4 лица, поранешни високи владени функционери, кои во втората половина на 2012 и 2013 презеле повеќе действија во однос на избор на компанија за изградбата на автопатот Штип Миладиновци и Тетово Охрид, со што нанеле штета на буџетот од околу 155 милиони евра и за истиот износ ја овозможиле на компанијата изведувач да се стекне со имотна корист.